Лупка, добре дојде во Хатмата. Ти благодарам што прифати да бидеш моја соговорничка. За почеток сакам да те прашам како си. Фала, Ели. Многу сум добра и многу ми е драго што после 10 години сме заедно овде, пак со тебе, што моето прво интервју ствари пред 10 години чинам беше. Да. Беше со тебе и баш си ми драга и кога ми се јави, кога ми кажа дека треба да снимаме нешто заедно и дали сакам без да прашам за кого и што ќе снимаме, кажав да. Ти благодарам што имаш баш ми такво драго. добро мислење за мене. Мило ми и јас кога имам соговорник како тебе. За почеток на нашиот разговор сакам да те прашам за вашиот бренд Митров, кој што го лансиравте пред скоро време. Беше вистинско изненадување за цела наша држава. Имаше прекрасни реакции, па сакам да те прашам како дојдовте до идејата за тој бренд, како се одлучи заедно со твојот партнер Горан. Имате интересна приказна, па кажи ми од идеја до реализација како започна се. Најпрвен драго ми е што беше присутна од нашиот гламурозно отварање на нашата модна куќа во Струмица. Ова беше моја желба, пасија и тоа се креираше од малечка во мојата глава. За на крај заедно со мојот бизнис партнер и мој другар и сите што ме знаат приватно знаат дека Горан е мој добар другар со кој што имаме исто презиме Митров и тоа беше идејата уствари за брендот да се вика Митров. Многу ми намислеа дека сте роднини. Да, знам. Роднини, ама ете универзумот некако не спои пред многу години. За можеби тоа да го реализираме и верувам, нели, и знам дека тоа беше и неговиот сон и сега ние го живееме ствари наш сон. И многу ми е драго за тоа. Дали секој може да си го дозволи брендот Митров? Секој еден што е љубител на мода, на нешто што е направено со голема љубов, може да се го пружи нашиот бренд, зашто нашиот бренд уствари нуди парчиња што се за свечени пригоди, ексцентрични, ама и многу смирени парчиња, така да за секој еден има по нешто да се најде. Лупка, сакам, пошто те познавам приватно, знам дека си отворена и би сакала да споделиш со нашите гледачи. Знам дека долго време беше во брак со твојот поранешен партнер, бевте повеќе може од 15 години заедно. Па би сакала да те прашам како реагираше ти на твојот развод и дали тој дел од твојот живот те направи подобра личност, што научи, како го премина сето тоа, еве може да слушнат нашите гледачи кои што може би се во иста ситуација како што си била ти. Тоа е тема што мислам дека заслужува и поголем простор. Не би сакала многу да се задржам на лошите теми, јас сепак разводот го сметам како нешто што дава убави плодови ако знаеме да го прифатиме и сме го направиле правилниот чекор. Ама сепак е многу непријатен и многу тежок. Тежок е и за секој маж и за секоја жена, нели? Посебно во општество како што е Македонија, затоа што уште имаме предрасуди кон разводот, прво од социјален гледен аспект, од домот, фамилијата, од нашите деца, од пријателите, па нели идуваш на прашања, па нели многу партнери зависат, живеат у исти стан, куќа, што и да е, нели? И многу е тешко да донесеш одлука за развод од многу причини, од финансиски, од социјален гледен аспект, од емотивен, нели? Не секој сака да остане сам, макар и у лош брак. И за тоа да се деси, тоа трае со години, тоа е процес, никој наеднаш да се развива. Мој совет сега би звучало многу строго и глупо да кажам разведете се. Можам да дадам совет дека многу тешко да останеш сам, ама подобро само отколку лош брак, нели? И ако покренеш, нели, храброст да излезеш од лош брак за мене и брак каде што веќе нема емоции, нема страст, нема разбирање, не треба да останеме во нешто само ради децата. Што децата секоја ќе си најде, нели, својот пат и на крај на денот секој дете сака да ги види родителите среќни. И јас тргнав со таа мисла, да се пронедам јас, да си пронедам мојата среќа и секој на своја страна. Дали те направи посилна жена? Секако, да, нели ти кажав, нели стапките за развод површно како се и тоа многу тежок чекор, посебно кај нас.
Само би се задржала на темата како се запознавте. Гледам дека си многу среќна и исполнета. Кажи ми како Ето, имаше чест да го запознаеш пред емисијата. Ние се запознавме во некој период од мојот живот, еве не сум кажала на никого, ќе ти кажам на тебе. А преку тебе и на други. Дека верувам дека ги тој интересира. период јас долго време бев само ствари и работев на тоа да почнам да се сакам малце повеќе самата со себе и почнав да верувам во идејата дека ако јас се сакам повеќе самата себе, дека така ќе најдам партнер што мене ќе ме сака ствари. И мислев дека недоволно може си давам љубов самата. И почнав сама да патувам, сама да се истражувам, кулинарски способности да се откривам, да посветувам повеќе време со моите ќерки, со моите пријатели, со мојата фамилија. И во еден период станав толку среќна и независна од никого, што седнав со една моја драга пријателка, еве ќе ја поздравам, Софија Манџева, сега се пресели во Дубај и ми фали. Седнувам и она нели психолог и се сеќавам и на денот и на чувството што го имав тој ден. И викам, Софија, јас сум среќна самата, конечно не ми треба маж за јас да бидам среќна и исполнета како жена. И она беше толку многу среќна, што вика и баш ми е драго и беше баш тој некој период пред новогодишен. Она претходно ми го имаше спомнато мојот партнер, ама јас кажав не ми треба маж, знаеш, не ми е до никого, а и на него ми сум работела на случајот јас, ама и он исто така и кажал, знаеш, Софке не ми е баш сега до неа. И некако тој период ние не се поклопивме ни јас ни он. И она, мислам дека е од психолошки гледана страна, зашто, нели ти кажат дека тој е песија, си го отработи нејзиното, а и универзумот си го направи својата. Се возиме двете на кај Скопје од Струмица патуваме. Она е фитнес инструктор и они заедно со години вежбале заедно. Она му беше персонален тренер. И возиме двете на кај Скопје и јас си збориме на некои емотивни теми, па паѓа тош тука нешто и они врти. И она вика, знаеш, врти Џоле. И он вика, никогаш не ме барал на телефон, обично комуницираме преку Viber. И вика, замисли, вика, каква коинциденција, баш денес со тебе у кола и он врти. Од нигде никаде. И он крева на телефон, со кого си се љубка, нели ќе не запознаваше, нели машко по машко. Па ајде направивме Viber група меѓу нас тројца. И оваа Viber група за кратко не постоеше, зашто стана меѓу мене и не, па само Совка ја испрливме. Извини, Совка. Ние некако кликнавме енергетски со муавет. Прво беше некој површен муавет, ама џабе, нели, ако нема тежина муаветот, барам, нели, веќе ни става призма што јас ја гледав у тој период. И сакав да допрам малце подлабоко до него. Ама требаше да одам на некој патување семено во Занзибар, беше јануари, чина. И само што се вратив истиот тој првиот ден, во Струмица паѓаше толку многу снег, до колена мислам дека имаше, никогаш во животот немало толку снег, тоа паметам јас. И одам на козметичарка, една моја драга пријателка, лежам некој третман на лице ми прават, и он ми пишува, ќе дојдеш ли во Солун? Он живее во Солун. И јас му викам, да не паѓаше толку многу снег, може би ќе дојдев, ама паѓа. И он само вика, па добро, што би дошла, ќе дојдам јас. И дојде и јас сега, нели. Викам, добро, ние имаме енергија, имаме муабет, ама ајде видам дали ќе ми се свиѓа, нели, дали ќе ми се допадне. И кога го видов, мислам, таа топла насмевка и љубов што имаш во очите на прв поглед, викам, окей, тоа е тоа. Гледам дека често готвиш, на Инстаграм стори, на постови си објавуваш. Колку си умешна во сето тоа и дали знаеш да сготвиш манџа? Често готвам, да.
Обожавам да јадам готвена домашна храна. Не сакам многу да јадам по ресторани и да нарачувам. И сакам да уживам во храната. И тоа беше процес кој што јас вежбав, не го научив, не го знаев. Вежбав да почнам да уживам у работите што ги правам секој ден. А јас секој ден јадам. И плюс, нели, сум мајка и готвам за моите ќерки, ми е битно и они што јадат. И таков, баш и у тој период, уствари, после разводот, почнам да ги надградувам тие вештини на готвење повеќе, за да се собираме трите, да си правиме нешто убаво за нас. Многу често во моменти знаев сама да одам, па не во моменти, еднаш во неделата идев од цвеќарница, идев и знаев дека јас треба да си купам букет цвеќе, јас сакав да си го аранжирам готвењето. Субава цвеќена маса, субава миризлива цвеќа, па да се викнам пријатели да поканам и се. И не беше толку вешто, колку што беше уживање, зашто храната е уживање на крај на денот. Сакам да биде и вкусна и здрава. Дали знам манџа? Да. Не знам дали те изненади, али знам. И многу сакам манџи. Ама морам да ти кажам дека периодот и не готвам толку често, зашто партнерот многу подобро готви од мене и често знае да дојде кај нас и да сготви нешто за сите три. Добитна комбинација. Да. Дали партнерот е љубоморен? Односно тоа дека ги гледаме твоите совршени слики на Инстаграм, меѓутоа има некои поразголени малце, да речеме, што за нашето тука околина е дегутантно. Како реагира твојот партнер? Дали е љубоморен на сето тоа или те поддржка? Така, нели дека ги спомна моите Инстаграм фотографии, он мене не ме запозна преку социјалните мрежи. Он не ни знаеше дека јас имам таква експонираност на социјалните мрежи, а и у тој период, па јас и периодов сега се активира преди брендот што го почнавме. Периодот тоа не ми е некоја професија, туку ми прерасна во уживање, во лајфстайл. Да, постојат провокативни фотографии, морам да признам, ама не сум ги гледала, јас никогаш не призна дека тие провокативни фотографии не треба да ги прифати партнерот со кој што сум. Што тоа доаѓа, тоа е дел од мене. Он кога дозна после некое време за мојот профил на Инстаграм, не му сметаше, зашто веќе он ме знаеше каков човек сум и зашто ете сум ставила ваква слика или облечена каква и да е. Он ме знае и ме има на моја рака, нели, како партнерка и немам проблем. Напротив, имам подршка од него. Општо не за Инстаграм во животот. Како реагираш на хејтерите позади тастатурата? Значи, така е. Пред 10 години, кога го правевме јас и првото интервју наше, кога ги читав од оздола коментарите под некои портали, ми беше тешко. Ги читав и викам како може некого сега што мене не ме познава како човек, нема испиено со мене кафе, не знае како се чувствувам јас, како размислувам јас, не знае ништо за мене. Се осмелил и одвоил време да коментира за мене. Да. Ама тогаш си го поставив главното прашање на самата на себе прво. Ако не сум спремна на тие коментари негативни, тогаш не треба да продолжам со тоа. Треба да си го деактивирам Инстаграмот и да не постојат тие социјални мрежи за мене. И што е оправдано, нели? Не може секој да го издржи тој терет. Прво пак ќе кажам, живееме во Македонија. Не може да го издржиме теретот од фамилијата. Треба и фамилијата да ти го прифати тој Инстаграм. Треба и партнерот да ти го прифати тој Инстаграм. Треба и децата да ти го прифатат. И тоа е голема борба за ти да имаш таков експониран Инстаграм во Македонија. И сега не ги не читам. Не ме интересираат. Напротив си кажав, ете, одвоиле време за мене и коментирале, нели? Јас не ги ни познавам, што ми е гајле, што ќе напишат за мене. Тие што ме знаат, не е битно што ќе кажат за мене и тогаш те погодува, нели, некој близок кој ќе каже нешто. Драган Даци, твој близок пријател, сите те препознаваме дека многу долги години се дружите. Чаршијата зборува дека односите се нарушени. Може ли да ми откриеш што се случува? Што е причината?
Кај го слушна ти тоа, на Струмичката чаршија? Да, бев во Струмица и првото што го слушнав беше тоа. Ќе го поздравам Дација кој ја гледа емисијата. Дација е мој многу добар пријател и тоа не е вистина. Он е еден од ретките луѓе што стварно се блиски, се дел од мене, ме познаваат мене до срж и едноставно нема ништо од тоа вистина. Муабет и чаршиски. Се надевам дека сега ќе им биде јасно. Може, немаме време толку многу често да се гледаме поради моите работни обврски, поради обврските со керките и се, ама нема ништо такво. Знам дека си љубител на модата, голем љубител. На што најчесто трошиш? Значи, на кој дел од гардеробата? Дали се тоа ташни? Дали се тоа обувки? Фустани? Ние жените обично купуваме за да бидеме забележени од жените, поретко од мажите. Со текот на годините морам да ти признам дека многу ми е битно со какво чувство го купувам нештото, како се чувствувам да го купувам нештото. Дали сум среќна и кога сум веќе среќна, знам да купувам некое парче безвременско, што ќе ми трае повеќе време, можеби ќе го платам малку поскапо, ама знам дека ќе ми се најде во секоја пригода. Сакам и тренди парче, не морам да ти признам. И тоа е резултат на мојот експониран Инстаграм. Нели не би била јас Љупка што ја познаваш ако не купам нешто тренди. Ама сепак дојам позади ова првото дека многу е битно среќата внатре во нас, за да тоа парче биде правилно избрано. Кажи ми за естетските корекции. Се што е убаво и што е во некоја нормална мера, ама и тоа нормалното за сите не е исто, нели? И ако на некого го прави тоа среќен, зашто да не? Дали ти имаш нешто на себе направено? Да, имам. Што? Имам естетска хирургија на моите гради и на лицето исто филер. Секогаш кажувам на девојки, многу девојки знаат да ме прашат, убави ти се градите, сакам да, кој ти е докторот, да го поздравам и нели каков е процесот на ставање на гради и дали треба да се ставам гради. И може ќе звучи како антиреклама, ама не е антиреклама, туку јас сум пак позади тоа дека оние сакат да ги стават градите, да ги стават или било која естетска корекција, ама сега би го вратила времето назад. Јас, например, во тоа време, пред 4 години кога ги ставав, бев со идејата дека ако ги ставам ќе се осеќам поженствено. Не сум била малце порасната, можеби, во тој период, ама нели растеме секој ден. И сега, например, сваќам дека јас сум била женствена предходно, зашто ја бев самоуверена девојка. Не може девојка да слика вакви слики, а да не биде самоуверена. Женственоста е нашиот карактер, нашите дело. И убаво стојат, ама не се нешто што мора да ги имаме за ние да се осеќаме поубави. Девојките мора да се охрабрат, да си го прифатат делото такво како што има и да уживаат во се. Кога сме кај добрите работи, сакам да потенцирам твојата хуманост. Сведок сум дека многу често знаеш да подариш, да поттикнеш некоја хумана акција. Најчесто имам забележано кога се масурите во прашање на некои девојчиња кои што не можат да си приуштат, ти им подаруваш. Може ли да ги поттикнеш и сите други луѓе на некој таков чин? Низ годините ми дојде некој ритуал да фустаните што сум ги износила за некоја фотографија, за некој битен настан, и ми се дојат во плакарот веќе повеќе време да ги дадам, да ги подарам на некоја девојка која навистина и требат и да ја усреќам на некој ден што е битен, а на секоја девојка нели во тие години матурските им се многу битни и тој ден им е многу важен да блескаат и да се чувствуваат убаво и не секој може нели да се пружи убав устан. Тоа е многу малце нели сега, ама на некоја девојка знам дека изначи во тај период
и среќата на крај на денот, нели, потекнува од тоа и да подариме нешто и да ја видиме среќата во некој друг. И кога ќе видам некоја девојка која ќе ми прати фустан со мојот фустан, нели, слика, таа среќа не може да ќе обясни. И тоа нешто што ме мотивирало да го направим во следната и во наредната и тоа да траете до претходната година последен пат, па знам дека не со сигурност дека и оваа година сигурно ќе додавам некои фустани. И мотивот би бил тоа, дека ете да направат некој среќен за да бидат прво и они самите посреќни. Колку си горда на твоите две ќерки? Многу сум горда на Елена и на Сандра. Они се веќе возрастни девојки од 17 и малата е 14, уште малце 15 години. Ева да ги поздравам. Денес мојата шминка ми ја стави големата ќерка. Често знаеме да не знам, со големата ќерка сме веќе, дека она е и поизрасната, 3-та година средно, да седнеме и да разговараме на толку зрели муавети, на толку зрели теми, што јас не сакам да искочам со некоја пријателка, сакам да останам со неја и со неја да се консултирам дури за мои совети. И многу ме прави тоа горда на крај на денот, дека гледам колку, уствари, мојата љубов према нив и моето време што сум го дала, сега, нели, го добива. И сега се чувствувам најмајка, затоа што ние мајките, уствари, го чувствуваме плодот од децата у нивната возраст, кога растат, затоа што тогаш они се свесни за тоа што сме правеле ние за нив. И таа наша работа и тој труд излегува на површина. Многу сум горда. Ми поминавме повеќе теми, скокавме од тема на тема, па би сакала нашиот денешен разговор да го затвориме за твоето мислење за инфлуенсерството во Македонија. Што мислиш, дали ти се пронаоѓаш како инфлуенсер или не си воопшто? И колку мислиш дека има луѓе и профили кај нас кои што имат некој добар инфлуенс на сите нас? Види, инфлуенсерството во Македонија сега зема замав. Инфлуенсер беше до некаде исмејување, нели, како ете и текнала сега ќе се слика. Јас тоа го започнав од чист кејф. И се пронајдов во тоа, ми исполнуваше мене тоа. Ми го пополнуваше времето, јас бев слободна. Во Македонија, како и секоја друга професија, па така и инфлуенсерството, нели, сепак сме земја во развој и за тоа треба малку повеќе време. Дали се заработува? Ако се трудиш, ако се ангажираш и ако стварно се посетиш и работиш со љубов, да, се профитира. Ете, имаме, нели, добри инфлуенсери, меѓу кои според мене можем да кажем, ете, на Мија Костова, мислам, профилот е стварно инфлуентен и девојката знае секое парче што ќе го испромовира да ти остави траг, да кажем, јас сакам сега да си го купам. Дали јас се сметам за инфлуенсерка? Не. А дали мојот профил е инфлуенсер? Тоа кажуваат бројките, нели? Секако дека е, ама можем да кажем дека лично за мене, дека мојот профил е лайфстайл, не е инфлуенсер. Јас не заработувам тоа. Ти благодарам што беше наша соговорничка, ексклузивно за КајФМК. Се надевам дека ќе се видиме во некоја наредна прилика. Се надевам и поздрав. Јас сум Љупка Митрова, а вие гледате КајФМК.